Dami i gospoda, započnjuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте, мои почитувани. Ми недостасувавте многу, да видам искрен. 3 недели за мене беа 3 века. Зашто? Оти вечер легу во 24-та година со оваа емисија, овој проект Гласот на народот, или речи си четврт век уште малце. Да се биде четврт век, речи си во етерот, со вас, нема зборови. Тоа не знаете, нема цена. Колку политичари поминаа, колку преседатели, колку премиери, односно речам, парламентарци, обични луѓе кои сте вие, мои драги, најгледани, а не гледате на сите 5 страни, 5 континенти. А тоа е фактор дека добив многу пораки овие изминати речиси 3 недели, но вистина желба ми е уште повеќе добив ветер во грб од вас, што еве ми давате пострах, ми давате позитивна енергија да продолжиме и натаму за волјата на вистината, на вистинската телевизија Вистел, која еве веков и ветувам дека ќе продолжиме кај што застанавме со една единствена цел да ја вратиме вистинската Македонија. Да ги поздравам моите почитувани и најдраги мои сработници и колеги, прво дамите Ивана, Гордана, Јован, Горана и сите они останати, и ќе поздравам мојот одговорен уредник Благе Шаклевски, кој еве наистина сме како тим, кој еве правиме се од себе, даваме да и натаму не прераскажувате и да зборувате за нас, бидејќи ние сме тие кои изработиме за вас и живееме за вас и со вас заедно. Како да вратиме вистинска Македонија? Тоа е ово прашање и јас што го поставив со мојот соговорник, што навистина првпат ми доаѓа во мојата емисија, а го следам со години. Ме радува кога ќе го видам со убавите решенија, бидејќи клучот на демократијата е гласот на народот, но и клучот на емпасот или чорсокакот е токму во мојот соговорник која умее да даде вистински оценки на прашањата што понатаму. Морам и ова да кажам, да ја поздравам мојата почитувана пријателка женета, естетик, која ве се грижи за мојот малце надворешен излет, да се трудам да бидам посвеж и да бидам секогаш понаспен со вас. Ќе го посекам добро вечер и добре дојде во секој случај на професор доктор Лазар Јовевски. Професоре, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, Слободан, и благодарам за поканата. Би сакал најнапред прво да ви посакам успех во оваа година, професионално, но и приватно, да вашата емисија биде што повеќе гледана, да што повеќе допира до нашите граѓани во Македонија и надвор од Македонија, да допира до човековите срца и до човековите умови. И секако да ви кажам браво за долговечноста професионална со оваа емисија, 14 години. 24, така е, простите, 24, речи си 25, без малку, така да навистина низ годините, низ десениите покажувате дека не само што сте упорен и истрен, туку и квалитетен, бидејќи тоа што не е квалитетно и не може да обстои на долги стази. Професор, благодарам за бавите зборови. Тоа е, не се вика, упорноста не е мана, тоа е врлина во секој случај. Така е. Упорноста која ќе ја ставите пред вас, дека сакате да ја постигнете целта, а целта е да го направите просторот кај што живеете, функционирате, да е достојно место за живење. Вие сте еден за мене еревен, сега нема размена на комплименти, до фактот зборам со факти. Професор кој ја води токму најранливата проблематика, таа социјалната политика. Македонија по устав и по дефиниција е социјална држава, но, моја забелешка, само како збор на хартија, на маса. Никакво прагма. Збориме за професионалноста, професионализмот во работните односи, од друга ситуација, апропо ова, верувајте ми, како се редат работите. Премиерот наследен, не сакам наследен да не речам, насаден е тоа, што дојде без избор. Денеска спомна се одважи да рече време е за професионални кадри. Се насмеав и реков, ќе го прашам професорот што мисли за неговата
досетка или шега, обичаено е шеговиец. Па добро сега. Не го бев чул денес тој став, меѓутоа Тоа слушнете вестите, веројатно, вести, да. Меѓутоа мојот став е дека професионализмот е нешто без кое не може да одиме напред како земја и за жал време е секогаш за професионализам, но ние велам за жал изгубивме многу време работејќи непрофесионално. Кога зборувам непрофесионално, зборувам во сите аспекти на трудот, но особено во однос на некои делови кои што се многу важни, а се дел од јавната администрација, значи делот од оној државен апарат. И тука видете, не можам ни вината да ја ставам кај вработените, кај дел од нив, затоа што нити сакам па некого сега јас да таргетирам и да осудувам, напротив, туку мојаветот ми е како и зошто дојде до тоа да се повеќе луѓе ги напуштаат институциите, се заминуваат, дали во приватен сектор или надвор од Македонија, од една страна, а од друга страна пак да всушност имаме една ситуација на константен пат на професионалноста во однос на давањето на услуги кон граѓаните од страна на оние кои што работат со така да кажам клиенти, односно се в дел од таа јавна администрација која што треба да испорача услуга кон граѓаните, и тоа нас ни се случува со години наназад. Видете, проблемот со професионализмот е всушност проблем со пристапот кон решавање на трудовите прашања, со прашањето на тоа кого ќе вработиме, на кое работно место и дали ќе го вработиме најквалитетниот човек или жена на работното место. Бидејќи имаме еден модел на вработување, особено во јавниот сектор, кој што се темели на тоа да се дава така наречена една афирмативна предност. Во минатото го нарекувавме тоа позитивна дискриминација, но сега и веќе некои други термини на европското тло се користат, така афирмативна предност или афирмативна дискриминација, каде што се дава предност на одредена група на граѓани со цел за да се направи одреден баланс или одредена рамнотежа во општеството. Но тоа од политички аспект може и да помине. Може и да најдеме политички резони зошто тоа би го направиле. Јас го знам главниот политички резон, а тоа е дека трудот ја има таа моќ да биде интегратор во општеството, односно различните економски, социјални, национални структури во една држава, да ги спојува, да прави една кохезија и да ги интегрира. Но, од професионален и од трудов аспект, кога вие форсирате врз основа на политичка алатка или политичко решение одредена група на луѓе или индивидуи, кои што не се можеби најдоброто решение или најпрофесионалното или најсилниот алка, професионална во самиот процес на регрутација и потоа селекција од можни кандидати кои што аплицираат за одредени работни места, се соочувате со проблем да избирате луѓе кои што не се најдобрите и потоа услугата нормално не може да биде испорачена кон граѓаните или кон други институции или кон некои надворешни фактори како извештаи или слично или политики кои што се на вистинското ниво, односно да бидат на квалитетно ниво. Така да се случува еден парадокс и ние константно се обидуваме да балансираме, зборувам во Македонија, помеѓу тоа некоја политичка матрица, односно политички резон и она што е чист трудов резон, трудова мисла, а тоа е дека, например, во приватниот сектор, од можните кандидати, јас како работодавач или вие или кој да е, од спроведените активности, интервјули, тесли и така натаму, ќе го одберам најдобриот, односно што сметам дека е најдобро за мојата компанија и мојот бизнис. Сега, ако тоа не го имплементираме и во приватниот сектор, односно во јавниот, ако не ги бираме најдобрите можни кандидати кои се пријавуваат на конкурсите, односно на гласите, тогаш имаме проблем. А ние тоа, за жал, не го правиме, токму заради балансерот, така наречен, кој што балансира во однос на вработувањето во јавниот сектор, односно од различните национални заедници во Македонија, препорачува, фаворизира одредени индивидуи кои што аплицираат на одредени работни места во јавниот сектор, а можеби не се соодветни. И затоа ни се случува да имаме сега за одредени работни места каде што се бара стриктна професионалност,
да излегува кандидат само заради послаб кандидат само заради неговата националност. И тоа е несватливо, непоимливо и неможно Штета. да се имплементира на вистински начин во сите аспекти на јавниот сектор. Може би во некои да, можеме да правиме такви компромиси, но во, да речеме, медицината, понатаму во образованието, понатаму во некои битни сектори како што се одбрана, воздухопловство и така. Не можете вие по национален балансиран клуч да вработувате лица кои што ќе треба да ги извршуваат работните задачи само затоа што се од одредена националност. Тоа во трудот Дали така не светот функционира. има такво, професоре? Балансирот да изврши дебаланс у секој случај на една држава. Па да, одлично го кажав тоа, токму тоа се случува. Балансерот прави дисбаланс во трудот и во професионалноста. Значи, подобро и не можевте да го напоменете. Тоа е поента, тоа е заклучокот. Всушност, така да во светски рамки, јас до сега неам слушна тоа, верувате, компаративни анализи правам не само во рамки на Европа, туку и многу пошироко на планетарно ниво, за ваков тип на вклучување во јавна администрација имало понекогаш спорадични, да речеме, во Соединетите американски држави, некои други земји, така натаму и во Латинска Америка, во Азија. Меѓутоа, не на овој начин, не со цел да вие градите систем кој што декларативно се залагате за професионалност, а фактички имате алатка, реална алатка во системот на селекција и регрутација која што го руши професионализмот, а тоа е токму балансер. Го слушам често дискусиот на и политичарите и јавното мислење, апархеид на мнозинското население, автоктоното, тој македонскиот народ, да се разбереме. Значи не сум националист, патриот сум, во секој случај ќе го кажам, кој како сака нека го свати. Го почитувам државотворниот народ на оваа држава, кој се вика Македонија, македонскиот народ. Значи не ги оспорувам другите. Но имаме ние тука една малце шизофрена ситуација во која македонецот мора да се пише, јас не мора, тоа не го потребен тој збор, што е навистина испод секој ниво, идентитет, да се запише како припадник на албанска националност. До каде доведуваат? Затоа зборам. Дали Не само на албанска, и на друга. ромска, Ромска на и турска, турска, влашка срби, и така некогаш се натаму, да. случува. Видете, тоа е еден од парадоксите на македонското општество во смисла на професионалност, односно трудот и економската логика која што би требало да биде од бизнес секторот пренесена во делот на професионалноста и во јавниот сектор. И тоа е тој наш негативен уникат кој што постои, кој што го нема никаде во Европа на друго. Професоре, тоа го немавме ние во изминатите години, се разбереме. Го немавме ако мислите на некоја деценија поназад, можеби не, меѓутоа ако мислите на неколку години наназад, еве јас ќе ви кажам, имавме една ситуација, например нема да кажам во која институција, во Гостивар, каде што за работно место во IT сектор во државна институција се исто така балансерот вади дека треба да биде лице од албанска националност и на тоа работно место најдобар кандидат е лице кандидат од македонска националност и тој, ова го зборувам сега пред што се вели пред ковидот, период пред ковид, каде што он се декларира за албанец и незадоволниот кандидат поведува работен спор, односно го оспорува целиот процес на вработување. Целиот процес на вработување, нема информација како е завршен тој спор. Меѓутоа ова не е од вчера, не е од 2023 година, иако повторува. И имаме ние веќе имавме симптоматологија и претходно, меѓутоа ми се чини последниве месеци, бидејќи имаме кампања на вработување во јавниот сектор и кампања на унапредување во јавниот сектор од страна на актуелниот естаблишмент, актуелната влада и оние кои што одлучуваат во државата. Значи имаме еден голем бран, затоа и на линија на тој бран ги чувствуваме ги гледаме овие сега парадокси многу побрзо и повидливо испливуваат на површина. Јас имам информации од минатата недела се тие. Знам лица со име и презиме кои што се македонци или албанци или срби или други кои што заради вработување менуваат национална припадност, декларативно претпоставувам, само формално за да се вработат, но знам и точно еден пример, исто така во една државна институција, исто така и од минатата недела која што одби македонска националност, која што одби да се декларира со друга припадност
приватност. Што е за поздрав. А колешката нејзина се го подлегна на тоа и се декларираше со други. Пак тука, само малце ќе направим влез излез, тоа е одраз на непочитување на националните вредности собствени и колку таа алиенација, отуѓување на националната на вредности на македонскиот код доведува до сето ова. Имајќи факт дека има политички субјекти, политички партии кои најмалку ја акцентираат и се грижат за националниот трезор. Тоа е името, идентитетот и јазикот. И го трампај, ве случајот име со Грција. Видете, Значи, ова го поставам како еден збир, коментар, да ми дадете на. Ве разбирам. Па тоа што се случува генерално во општеството како еден феномен на алиенација, на отуѓување, како еден феномен на губење на индивидуалноста, губење на личноста, губење на идентитетот, но не само во национална смисла. Јас гледам дека луѓето покрај во таа смисла, национална, го губат идентитетот и како карактерни, уникатни индивидуи влегуваат во една матрица каде што младите девојки, жени буквално се врамуваат во еден копи-пейст шаблон, каде што, не знам, ако продолжи овој тренд на тие некои индивидуални корекции, ќе бидат веројатно сите или 90% исти или слични како индивидуи, зборам сега како физички израз, но тоа се случува и внатрешно во карактерот. Сега, во рамките на македонизмот и на македонскиот идентитет, ние овде во Македонија се соочуваме дополнително со уште еден парадокс, да токму на полето на професионалноста трпиме удари и трпиме, би рекол, во одредена смисла да излегуваме од онаа вистинска патека во која што одиме, се губиме по патот наш, токму заради решенијата кои што ние си ги носиме. Ме разбирате. И сега, ако претходно во историјата ние сме можеле да кажеме да, на економски план, на трудов план сме били експлоатирани од други фактори, од странски фактори и така натаму, овој пат се чини дека еден ден ќе треба да погледнеме и да кажеме овој пат никој не беше крив, самите ги носевме овие решенија и самите Дали тоа ќе биде доцна? грешевме. Дали тоа ќе биде доцна? Имајќи факт, ние имаме сега еден наметнат спор што беше, тоа беше околу името. Имаме еден парадоксален случај, подпишавме еден октруиран документ, за кој ни се заканува да не смееме да го коментираме, станува вториот езерски договор, преспански, во кој имаме една диспропорција. Македонската клиентелистичка, насадена политичка провиденција која дојде на попадна шарена револуција, час поскоро ите да ги спроведе сите членове договорот, од друга страна немаме. Ни запирка, ни комаш, се вика, од договорот. Што беше случај со интермакордот од привремената спогодба. А бевме таму јасно, 11 и 12 член од привремената спогодба, Македонија можеше да влезе во Европското и НАТО. Долг коментар ве молам. Видите, се што правиме, би рекол, има ехо до вечноста, низ просторот и времето. Така. Нашите избори, нашите одлуки кои што сега ги носиме, ќе имаат рефлексија за нашите поколенија. Добрите одлуки ќе носат благослов за нашите поколенија. Лошите одлуки ќе носат, би рекол, проклетство за следните поколенија. Не ќе да звучам драматично и слично, меѓутоа во тие констелации тоа низ историјата многу често можеме да го видиме. Затоа, видите, оние што одлучуваат од пониско ниво, да речем, ајде од семејството, ако сопругот и сопругата заедно одлучуваат, имаат огромна одговорност и во однос на децата и во однос на домашниот буџет и така. Се замислете за една држава колку е одговорно и важно оние кои што одлучуваат за таа земја да бидат вистински лидери, да бидат вистинските луѓе кои што ќе носат вистински решенија и кои што ќе стремат кон визијата на просперитет на Македонија и ќе целат кон конкретни цели, повеќе кои што ќе ја остваруваат таа визија. А таа визија е, да речеме, квалитетно образование, одржлив пензиски систем, квалитетно здравство, силна економија. Ме разбирате? Тоа е нашата, по мене, визија која што треба да ја градиме. Целите се конкретни. 4, можеме 5, можеме 10 да поставиме, можеме 2. Меѓутоа, како и да е, ако имаме добра мисла и добра визија, ние ќе целиме напред и некогаш поскоро, некогаш побрзо ќе ги решаваме и ќе ги надминуваме проблемите. Но ние ако се качиме на погрешен воз, секоја станица каде што возот ќе застанува ќе биде погрешен затоа што сме го утнале возот, ме требале во сосема друг воз и да се качиме и во друг правец да одиме. Јас од тоа што го забележувам сега, се повеќе имам впечаток дека ние возот го имаме утнато.
И сега ние се обидуваме станиците да ги коригираме, не разбирајќи дека на сосема погрешен пат се движиме. Оттаму, оние кои што носат одлуки, мора да ги носат со вистински намери и со мудрост. Дали тоа го имаме? Би рекол не. По кој начин се носат одлуките, барем од тоа што можеме вака да го анализираме низ последниве години и децении наназад, ако сакате. По две основни линии се носат одлуки во Македонија. Или се носат од, би рекол, лични побуди цели, за да се оствари некоја лична, индивидуална цел на тој што одлучува заради подобра финансиска материјална состојба, подобар пробив на бизнисот, подобро етаблирање во општеството, нешто лично, нешто приватно, нешто семејно, нешто што е поврзано со самата индивидуа која што раководи со одредена институција или пошироко со во рамките на целото општество. Меѓутоа, тоа е едниот аспект на носење на одлуки, или се носат одлуки каде што незрело, без визија, сакајќи нешто да се направи, при тоа суетно, егоцентрично, без добри тимови, кои што потоа не можат да бидат тие одлуки, прво, многу пати се дискутабилни дали се добри, а второ не може да бидат одржливи, дури да има добра одлука, не може да се спроведе во пракса. И ако ги гледате извештаите на Европската Унија и Европската комисија, ќе видите дека нас не е толку голем проблемот во однос на законодавството во смисла дали е тоа квалитетно или не е. Нашите закони во Македонија во различните области, но ја ќе зборам во мојата област, во трудовото право, во работните односи, се релативно, не велам дека се одлични, но релативно добри законски решенија. Тоа што фали е примената, вистинската имплементација на дело. Токму така, извештаите на Европската комисија години наназад укажуваат пракса. Имате проблем со имплементација, законите се ворет, законите овозможуваат напредок, овозможуваат правна сигурност. Диалог на глуви, им се укажува дека грешат, дека нема движење, нема конкретни резултати. Затоа што и така ми одговара. Повеќето одлучуваат и се во групата на онаа прва група на одлучувачи кои што се водат од сопствените интереси. Ако те води сопствениот интерес во времење во какво што сме сега, во геополитички глобални поместувања, во сите аспекти, а особено во мојата област во делот на пазарот на трудот, дигитализацијата, вештачката интелигенција и дигиталната трансформација на работните места, ако тука не ги разбираме овие работи, ние ќе се занимаваме, како да ви кажам, со пакетчиња дали да даеме сега. Ја не велам да не се дава пакети и да не се дават пакетчиња на социјалните загрозени наши граѓани, апсолутно треба да ми се помогне и тука без дилема. Меѓутоа, што правиме ние за да ги вадиме од таа социјална ранливост? Дали ние имаме систем да го намалуваме бројот на социјалните случаи или ние стимулираме зголемување на број на социјални случаи и потоа ќе се фалиме како сме дале донации или сме помогнале на оние кои што се во оскуда, во сиромаштија, кои што се на маргините на општеството. Ние како општество треба да ги поместуваме границите, да ги вадиме луѓето од таквата состојба. Има некој, но помал број и не сакаат да излезат од таа состојба, знаете. Има одговара? Веројатно. И колку социјалниот систем повеќе дава, се создава еден менталитет на бара, на комфорт зона и се работи во сивата економија. Македонија има над 30% сива економија, тоа треба да го знаат вашите гледачи и одреден број на луѓе многу добро оперираат во таа сива зона, сива економија. Околу, според ММФ и според Светска банка, околу 30, меѓу 33-35% од македонската економија оди во офаќа во делот на сивата економија и во тој дел некои луѓе изимаат одредени парични примања. Социјална помош и така, баш се работи државата, на работа. Сега ние тука треба да се концентрираме. Ние некако ги фаќаме работите од позади, некако погрешно, пак велам, недостатокот на визија и цели, недостатокот на знаења и на карактер, немањето карактер, доведе во ситуација во која сме сега. Убаво спомнавте, тоа се партиските вработувања, што еве сега дека збориме ние двајцата, енормно, значи во цунами систем се вработуваат илјадници партиски послушници кои треба да трчат сега за изборите, да донесат по 20 гласа од човек. Замислите, 2, 5, 10 илјади, по 20, тоа се 20 илјади, 30 илјади гласа. До каде одева работа? Видете, проблемот со партиските вработувања постои и мораме да бидеме искрени, тој проблем не е исто така Тој се случува, не е се до вчера, да. Да, тоа е еден проблем кој што меѓутоа се има експанзија, да бидеме искрени. Затоа реков имаме бран.
негде од октомври месец минатата година 2023. И изминатите 7 години, професоре. Апсолутно, но Еве ќе ви кажам ја искрено, јас сум сега во пензија. Во фирмата во која што сум работел ја, Мепсо, пред моето заминување у пензија. Јас сум сведок, значи тоа беше енормно партиско вработување од страна на ДУИ. И несолвентни кадри. Заврши на училиште во медреса за оџи, општо такви информации прострујале. Не само таа фирма, у многу други фирми, слични на Златни кокошки. да, има некои компании во државна собственост во Македонија кои што се традиционално златните кокошки на политичкиот естаблишмент кој што И владее. поставени на високи позиции, со несолвентни стручни способности и квалификации. Повеќе причини се зашто тоа е така и повеќе негативни ефекти имаме од тоа. Значи, партиските вработувања се голем проблем. Од една страна се зборува за професионална администрација, од друга страна се зголемува регрутацијата на партиски кадри во рамки на државната администрација и државните компании. Да се разбереме на почетокот. Сакам да укажам дека секој има право на вработување. Некој ако е член или активист на одредена политичка партија, не значи дека никогаш во животот не може и не смее да се вработи во државна институција. Но не се посека цена. Така е, но има големо но. И Н и О со големи букви и болдирано. Значи, сепак, мора да се воспостави еден инструментариум да професионалноста подразбира за конкретното работно место, го избереме најдобриот кандидат. Дали е на оваа партија, на онаа партија, може да се поклопи да е во партијата која што управува со земјата, да имаме најдобри кандидати. Не можеме по тој основ пак да дискриминираме. Ја би сакал, мислам овде да бидам добро разбран и од ваша страна и од страна на самите гледачи. Но, кај нас тоа не е проблем. Тоа е некоја идеална состојба. Ние имаме проблем каде што имаме буквално се отворени браните и имаме влез на регрутација на луѓе во јавниот сектор кои што воопшто не одговараат на работните места, кои што ги немаат потребните квалификации. И таквите луѓе, гледајте сега што се случува, испраќаат двојна или тројна негативна порака. Прво, негативната порака е до оние кои што учат, кои што се трудат, кои што работат, бидејќи доаѓам во образовен систем, јас имам проблем да им објаснам на моите студенти зошто да учат. Затоа што, на вистина ви велам, стануваат студенти кога разговараме за проблемот за вработување, невработеноста, професионалноста, еве како и јас и вие денеска, самите студенти укажуваат: професоре, каде имаш луѓе, каде имаш врски, што се ке ме терате вие сега јас тука да учам, доволно една шеска да поминам колку нели да земам дипломата, да и ја ќе си завршам по тоа работа. Значи испраќаме негативна порака на нашите млади сограѓани. А ова не е само во рамки на оние кои што се веќе полнолетни, туку и во средните основните училишта, децата се паметни, резонираат, ги гледат работите и сваќаат: па не ми треба мене ја да се трудам нешто посебно, не ми треба ја нешто да бидам во една динамика, во еден раст, да сакам да учам, да се надградувам за да успеам. Доволно е добро да се поврзам со некого за да успеам. Тоа е првата негативна порака. Тоа е катастрофално. Тоа образовниот систем така на тој начин индиректно ни се руши. Вториот проблем е што создаваме луѓе медиокритети, кои што не се професионалци, од една страна немаат знаење, од друга страна се, би рекол, оние кои што се дволични, кои што се додворуваат на своите... Се лактаат. Лакташе, да. И би рекол повеќе се додворуваат за почеток, а лактањето е посебна паприка, потоа тие кои што и се навистина во една ситуација да не се професионалци, па газат преку други луѓе, кои што се професионалци, и тие кои што се професионалци трпат, дали мобинг, дали дискриминација или слично, и тоа има прак на трпење. После некое време или тужат, или се заминуваат, или се конфронтираат, па се соочуваат со големи проблеми. Па ако тужите или се пожалите, ви се закануваат. Се закануваат и потоа луѓето се заминуваат. Знам многу примери, значи со стотица примери кои што заминуваат од... Се напунија возовите. Спомнавте заминување, се напунија возовите, се иселуваат млади дечки, млади лица, млади македонци, породи државјанство, барајќи нова иднина, нова перспектива. За една информација ваша, еве, навистина, имам голем број пријатели низ светот, новинари, експерти. Еве, според ЦИА, најнова информација, преку 62%, 62,5%, според таа информација која допре до мене, млади од Косово заминаа. Испразнето е Косово. Значи, млади, и допрва се најавува. Наше соседно Косово. Да. Соседно.
Македонија исто така. 300.000 работни места нашата пријателска и стратешка држава Германија отворила порта. Знаете, порано Германија мисловна иденка беше да заминеш во Германија, да добиеш офентал работна дозвола. Тоа е Space Shuttle. Сега, avec plaisir, што вика. Да, со задоволство. Со задоволство, Да, французите што би рекли. Да. Знаете што? Овој трend ќе продолжи од две причини. До кога, зошто? Прво, тоа што го спомнате Косово не ме изненадува, бројката, процентот е сериозен. Јас знаев дека има голем одлив исто така и од Косово, како што има и од Македонија и од сите останати земји. Ова информација од ЦИА. Инаку, ако пратевте сега после Нова година, после празнициве, после Божик, да видите колку колони во еден час од пополнок имаше на Бајаково, на хрватска граница, значи меѓу Србија и Хрватска, за влез во Хрватска. Тоа се коли од Србија, од Македонија, од Косово, од Црна Гора, од евентуално од некои други земји како што е на пример можда и Романија, кој што или Бугарија кои поминуваат низ Србија, кои што заминуваат по празнициве, заминуваат кон Хрватска, односно кон во еден правец. Во еден правец, да. Тоа се оние кои што дојдоа тука за празнициве од западноевропските земји и сега се враќаат. Тоа беа километарски колони, никогаш не видени во историјата на тој граничен премин. Толку луѓе во еден час по полнок да се чека километарски колони за излез од Србија кон Хрватска, односно кон Европската унија, односно ветената земја, ветените земји Европска унија. Да. Меѓутоа, трендот е заради менталитетот, тоа е внатрешниот аспект, заради невладење на правото, заради немање на правна сигурност. Услови, економските секако. Клима. Знаете, младите не се заминуваат само заради економски. Ја имам пријатели кои што заминуваат. Системот нема одговара, професоре. Атмосферата не. Атмосферата. Имам познам не еден пар, повеќе парови кои што заминуваат, кои што се добро ситуирани, имаат и двајцата работа, имаат семејна инфраструктура, тука им се родителите, браќа, сестри, живи, здрави сите, имаат стан посебен, живеат значи одделно, не се да кажете што велат хрватите трбухом за крухом, значи не одат за леп парче да обезбедат. Значи имаат леп тука, но не можат да издржат во оваа атмосфера и во овие околности, се заминуваат, бараат криминал, корупција, ред други работи, underground. Се што набројавте, тоа е едната страна на приказната и втората, зашто ќе продолжи тоа така, ако не се смени целокупната ситуација, состојба, би рекол, и во Македонија, но и пошироко во регионот е доста слично. Со одредени исклучоци на некои земји имаме некои поместувања кај нашиот северен сосед, да речеме, има еден раст економски кој што го гледам низ години. Видливо е тоа. Видливо е, дефинитивно е видливо, да, и по инвестициите странски и домашни кои што ги имаат кај нив, они учеа од нас, имено, не знам дали тоа е познато, и тоа јавно го кажуваат и нивниот председател и така натаму, но еве дојдовме сега ние да сме многу поназад во однос на нив. И втората работа е што не само Германија, туку целокупната Европска унија, уште пред корона кризата, господјата Меркел излезе со изјава дека Германија ќе се отвори, но короната го сопре првиот бран и веднаш по короната, негде 22 половина од 22 година и веќе 23-та, Германија и останатите европски земји се отворија, ги отворија своите пазари на труд и мобилизираа работна сила од Балканот. Од целиот Балкан, па и од Источна Европа. Квалитетен кадар. Така е, сега и од Украина има голем одлив исто во одреден број на западноевропски земји. Си одат луѓето заради недостаток на работна сила, заради добрата професионална позиционираност на луѓето од овие региони, вклучително од Македонија, кои што се доста вредни таму кога ќе идат и доста добри резултати професионални покажува да. Од сите нивоа, од комунални предпријатија до болници, каде што нели посебно медицинскиот кадар заминува наш таму, од градежништво, каде и да се, они добро котираат. Познати се македонските работници. Познати се и се повеќе се ценети, значи и германците, французите, белгиците, швеѓаните, скандинавците сватија дека многу повеќе ние од Балканот одговараме и на нивната култура, и на нивното размислување, и на, би рекол, на таа една социјална атмосфера, културолошка атмосфера која што е во нивната земја владе, и тие вредности кои што тие ги почитуваат, отколку одредени работници кои што доаѓаат можеби од азиските земји или пак од африканските земји.
Така што во тој дел се повеќе и од обични граѓани, па и до оние кои што креираат политики, разбираат дека во овој момент подобро е да се мобилизира работна сила од Балканот, од овие земји, отколку да речеме од Индија, од Пакистан или од некој или од Кина или од други земји каде што нема да даде квалитетот кој што па и да го даде квалитетот, но таму има некој друга културолошка веќе се менува Европа, знаете, сето ова, сите овие војни, терористички напади, кризи и така натаму, ги менуваат умовите на луѓето, разбирањата, па би рекол соодветно на тоа и реакциите на самите граѓани, но и на политичарите кои што и го слушаат народот, но и самите увидуваат дека некои работи се менуваат. Така да тоа е нормално, знаете, се отвара Европа, па се затвара, па имаме еден став кон одредени прашања, историски гледано, па потоа се менува, ако некојаш пред тоа било за осуда, потоа сосема го прифаќаат како нешто нормално и така натаму. Професор, не можам да го изоставам пензijскиот систем и на одржливост и потреба од реформи, што јас секогаш и кога дојдов во оваа телевизија, си земам за право дека ќе водам социјалната политика, особено таму кај што припаѓам, во таа доба кај што наистина барат респект, а тоа е народот, пензионерите, кои наистина се градители на овој систем, на оваа држава, сега се ставени на зидот на страмот, на столбот на страмот, да речам, на понорот, невицата од тој понор на екзистенција. Никој не го слуша гласот на пензионерите. Се им се исмејуваат, простите ве молам, тоа беше дел од пензионерскиот тим кој беа да бараат поддршка од министерката на заминување. Така спомна, нарекувајќи ги парталковци, што е навистина тоа никогаш во моите 64 години не сум го слушнал од ниту еден политичар. Како вие гледате перспективата од ваша дистанца како научен работник за сето ова? Па да, прашањето за социјалното осигурување, пензискиот систем е дел од мојот фокус и мојата работа. Да. И не прв пат еве со вас ќе издвојам некои поенти би рекол. Пензискиот систем континуирано има финансиски проблем, односно имаме, ние велиме, финансиска дупка во однос на прибирање на приходи и во однос на тоа колку треба да испорача како Да, морам тука една запирка ви ставам. И финансиска дупка, супер, ви благодарам за вашата констатација. Знаете дека настана една дупка, вистиничко на тој триаголки, Бермудски триаголник, од делот на крадење. Нема да го потребам зборот некој пософистициран. Значи најлош начин на артикулација е крадењето од народот. Во пензискиот фонд, како што пишуваат медиумите, аналитичарите, народот, испумпани се милионски суми евра од македонскиот народ и породи по државјанство за вредностите, за потребите на нашите соседи во Косово. Значи им се исплаќаат косовски, македонски пензии. Да, за тоа слушнав и јас и секако тоа е простор каде што ќе треба и одредени државни органи да испитаат, да видат што се случува таму и дали е тоа така или ако е веќе така, а ако е тоа на некој да речам најден некој законски модус или слично да се тоа да не се уплаќа ДДВ-то и така натаму сите тие работи, тогаш ние подитно мораме да преземе чекори на превенција и стопирање. Ниту ден работел во Македонија добива македонска пензија. Токму за тоа, значи тоа посебно е. Значи тоа е посебно прашање ако имаме злоупотреба на права, значи злоупотреба на службена позиција, службена должност. Па зошто ги бараат тие ресорни министерства и места? Па со оглед на тоа што исплива на површина, веќе станува јасно сега од една страна ќе треба да ги правиме анализите, меѓутоа ако направена е штетата, ние како сега дали можеме да ја поправиме штетата? Многу тешко, разбирате. Ние сега можеме да прекинеме, да пресечеме, меѓутоа кај нас е проблемот на одговорноста, знаете. Нема казнивост? Многу лоша порака се праќа во целиот македонски народ, македонско граѓанство, без разлика би рекол на нација, на вера, на убедување, на политички припадност и слично, кога вие одредени незаконите действија не ги санкционирате на соодветен начин. Значи тоа е голем проблем и тоа се вели нема владење на правото. Значи и имаме ситуација каде што правниот систем не може да ги менаџира проблемите во земјата. И кога ќе сватите дека не е до правниот систем, туку е до луѓето, тогаш токму така разбирате дека вас ви треба промена на мајнсетот, ви треба револуција во умот. Едни велат тоа ќе го направиме, професоре, со големи казни, со вака така. Па имаме казни. Кога не ги почитуваме, кога ги се движат слободни, професори се санкционирани. Проформа издадена е казнената одредба затвор,
Меѓутоа се шета, слободни си уживаат. Затоа велам и тоа дури може да биде релативизирано ако ние тоа не сакаме да го спроведеме како луѓе, како индивидуи, како одговорни луѓе кои што одлучуваат за одредени политики во одредени институции. Фактот дека пукнатиквата, професоре, држава која ги донесе на власт, тоа е Холандија, една од многуте строги држави во Европската унија. Знаете, со таа холандска тројка, кај што се билда како се руши еден систем на управување, им кажа стоп, нема. Ги пуштиле низ вода. Тоа значи дека и меѓународниот фактор сака промени во Македонија. Како ја гледате перспективата на Македонија во наредниот период? До 28 треба да превземе како техничка, за мене малце парадоксална влада, чиј лидер ќе биде форма ради пак симптоматичен. Каде ја гледате иднината на Македонија? Имаме уште околу 5 минути до крајот на емисијата, како завршен збор да ни дадете, имајќи факт дека навистина македонскиот народ е во диспропорција. Државата е киндапирана, професоре. Институции се киндапирани. Како да ја вратиме вистинската Македонија на македонскиот народ породи државјанство, што си ја сака Македонија и ја чувства како татковина, како држава? Да, слободно, ние зборуваме за враќање на вистинска Македонија и се тоа што го зборувавме досега е за вистинска Македонија. Да помогнеме евентуално еве преку овој разговор да и оние кои што одлучуваат, но оние кои што не слушаат, а не одлучуваат, тоа се нашите сограѓани, да разберат, да сватат дека да, ние имаме проблеми, но вистинската Македонија е Македонија на владење на право, Македонија на економска сигурност, Македонија на добар образовен систем, Македонија на сигурно цврсто здравство, Македонија на професионалци. Сега, некој ќе каже, професоре, ова се са филозофија и демагогија, како тоа да го доправиме? 30 години не успеавме, луѓе. Значи можеме ова да го направиме. Можеме. Тоа сме истите ние кои ќе одиме во други земји каде што системот е поставен функционално, ние функционираме во такви системи. Еве Германија ја спомнуваме цело време, еве нека биде и Шведска, нека биде и Данска. Значи каде што во контекст на тие околности ние во таква средина и во таква атмосфера живееме. Зошто да не го направиме овде тоа кај нас? Зошто? Затоа што се уште не сме одлучиле тоа да го направиме. Затоа што оние кои што ги велат американците decision maker, и оние кои што одлучуваат, кои што ги креираат политиките, треба да се изградуваат во вистински лидершип, во вистинско лидерство. Тоа што јас го сватив низ годините, нас во Македонија ни фали вистинско лидерство. И тоа вистинско не лидерство. Ние лидери имаме во разни области во општеството, од економија до образование, култура, политика и така. Лидери кои нема да бидат за лични интереси да форсираат, туку за национални интереси. Со свест. И со свест. Со знаење. И да не бидат како рентакар, ќе употребам тој збор, што е бизнисмен, да, ја ќе го користам почесто рентакар. Тоа се политичари кои се нудат. Ме сваќате на системот и да вршат. Видете, вие на почетокот спомнавте дека имате голем контакт со разни колеги новинари низ светот, дека се сметате за човек кој што е во овие 24 години и имавте голем број на гости, така е. Во мојот контакт, веројатно многу поограничен со оглед на моето помало искуство од вас професионално во оваа област, да контактирам со одредени луѓе кои што се одлучувачи или можеби идни одлучувачи, ја би рекол дека ние сепак имаме потенцијал, имаме луѓе кои што би можеле да бидат со карактер препознаени. Но таквите луѓе, на таквите луѓе треба да им се даде шанса. Тоа е под еден. Под два, треба да го спремиме нашиот народ, да ги препознава тие луѓе, да го обучиме, да не подлегнуваат на лагите и на оние приказни кои што многу често се случуваат. Еве сега за скоро ќе влеземе и во она, би рекол, директна кампања, ќе имаме политички избори и така натаму, ќе бидеме сведоци на уште еден изборен циклус, да ги препознаваме работиве. Ако не ги препознаваме, ако немаме секој индивидуално, вклучително и јас, сенс да го проценам дали тоа што ми го кажува е вистина или не, дали тој што го кажува тоа има карактер или не, тогаш на вистина ќе имаме проблем и во иднина да ги избереме вистинските лидери кои што ќе можат да ја креираат вистинска Македонија. Македонија, тоа сме сите ние, граѓаните на Македонија. Македонија не е некоја метаправна или некоја космичка таа има свој вселенски одек, но ние овде кои што сме живи на земјава, во простор и време треба да ја креираме Македонија да биде по вистинска мерка, по македонска мерка за македонските интереси, а македонските интереси се интересите на македонските граѓани. И тоа мора да го сватиме. И сите политики визионерски да ги креираме низ
ситото на македонските интереси. Професоре, ви благодарам многу што бевте мој соговорник прв Фала во ви. ова 2024 и моја 24 лето, да речем со гласот на народот. Ви посакам добро здравје. Не остановете, тука продолжуваме. Ќе видите гости повторно неколку пати. Мораме да го отвориме мајце во чугате на македонскиот народ. Ви благодарам уште еднаш за поканата и за можноста да уживам во овој разговор со вас. Беше чест и задоволство. Благодарам уште еднаш, тоа беше професор доктор Лазар Јовевски. Да сте ми живи и здрави. Не би сакал да додадам ништо. Се гледаме во петок во убавата емисија Вечерва со Слободан Томич и со прекрасни соговорници. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.